Ајде да ни е на здравје и со здравје овој нов ден, драги наши пријатели, на вкусот на традицијата. Голем поздрав и срце ви браќаме од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашата екипа сме подготвени за нашиот и ваш нов рецепт на денот. Денеска ќе се навратиме назад во историјата на заборавените стари македонски специјалитети. Денес ве носам во мијачкиот крај во Лазарополе. Овошјето во македонската традиционална кујна не е само десерт, затоа што имаме ние многу традиционални јадења каде што имаме сувата слива, не да го заблажи јадењето, туку во отсуство на меса, јагнешко, свинско, не знам што, се ставала сливата за да го згусне јадењето. Денеска ќе ви направам мијачка зимска магија или густа манџа со праси сливи. Што значи, кога се потрошувало свежиот зеленчук, свежото овошје, кога веќе во зимата нели ги нема, тогаш ја користеле модрата слива во сите видови на манџи, буквално да ја згусне манџата, да ја даде еден поинаков состав на водата што е во манџата и ќе даде и малку сладкост, што ги привлекувало уште повеќе да јадат ова манџа. Сите овие состојки од ова манџа па го јакнели имунитетот во текот на зимата. Значи, дамите биле многу паметни, македонските жени од тој крај, и ги користеле сите работи што ги имат. А во текот на зимата исто така многу се користи чварката, многу се користи празот. Значи, точно се правело се што има во тој дел од годината. За оваа мијачка зимска магија вас ќе ви бидат потребни 3 страка прас насечкани, 5-6 везени суви пиперки, виселе во сите куќи, така. Чварки, ако имало, ако немало, нема да ставиме, така. Значи, може да биде и сосем постна варијанта на ова манџа, само тргнете ги чварките. Чварките, дали 100 грама, дали 150 грама, колку имате ставете, така. Ке ни треба половина тегла или 2 децилитри салца од зимница. Ако немате, тогаш на блендер ставете 2 патлиџана и сосем оке. Малку водичка, ке ни треба буковец, сол, бибер и црвен пипер и околу 5-6 модри сливи и масло за јадење. Што ќе направам прво? Значи, масло околу 1 децилитар. Прво ќе ги ставам чварките да се пропржат, да пуштат масно. Од нив да ги пробам. Прекрасно. Леле, колку се добри. Додека тие се пропржуваат, јас ќе ги насечкам везените пиперки кои што претходно се ставени во топла вода да се искиснат малку. Суви пиперки, значи дали се везени, дали се црвени пиперки за суви, значи што имате тоа ставете. Овој мирис е многу важен. Доколку немате чварки, тогаш преминете веднаш со пржење на везените пиперки, сувите пиперки. Има ли куќа зимно време без суви пиперки? Нема таква куќа. Така. И семките ставете ги. Семките па ќе им дадат посебно убав мирис на празот, на чварката. Ете така. Ево уште еднава да ја насечкам и да ја ставам. И веднаш ќе го ставам празот. Веќе мириса на пржени чварки
Време е празот да го ставам. Така. Сега ќе ја намалиме температурата на оганот. Треба да скипне убаво празот. И сега празот ќе пушти вода. Овој пат, значи, ќе ставиме неколку модри сливи, но насечкани. Ставаме во празот. И они кога ќе се разварат после, само ќе видиме, ќе забележиме една убава така лесна густина на ова густа манџа или макало. За ова ви треба врел леп, обавезно задолжително да си имате. Така. Уште една ќе ставам и доволно е. Сега ќе почекаме едно 10 минути да се запржи убаво празот, па ќе го додадам патлиџанот или салцата. И потоа зачините. Значи, потенцирам дека може да биде сосема постна варијанта, само ќе ги отстраните, како што кажав, чварките. Ќе почнете со пржење на сувите пиперки во масло и модрите сливи со празот. Еве, гледате како е убаво испржено, скипнато. Сега ќе го додадам патлиџанот. Сосот од патлиџан или домашна салца. Така. Ќе налеам водичка. Гледате како си е густа ова манџа, како сакате наречете, од самиот прас, од модрата слива, од патлиџанот. Така, сега ќе му ги додадам зачините. Значи, ќе ставиме буковец. Малку бибер. Малку сол. Со сол внимавајте затоа што се солени чварките. И малку црвено пиперче. Половина кафено лажиче. Колку да ја вцрви манџата. И сега треба да го оставам вака 15 минути на тивко да се крчка и веќе ќе биде готово. Убаво маслото од озгора да му излезе. Значи го оставаме да крчка, а за тоа време ќе го подготвам лепчето. Ќе му додадам можеби уште малку водичка ако има потреба. Сега само да пробам за сол, да видам дали треба сол.
Не. Одлично е. Значи, додека не излезе масленцето од озгора, не е готово. Така ќе го препознаете. Така. Нека си се крчка. И тоа е тоа. Гледате за колку кратко време може да имате руче кој што, навистина, не треба да имате голема плата за да го направите. Драги мои, готова е. Видете како е убаво искрчкана мијачката манџа со прас и суви сливи. И знаете што? Таа се јаде од централа. Баш така, сите да мацкаат од тука. Имаме и салатка, и жива туршиичка, кој што сака. И малку македонско црвено винце. Да не можеш да се изнајадеш. Алал да ви е на рецептата. Драги мои, направете го ова и уживајте. Гледайте колку е ова вкусно. Леле Боже, колку е ова вкусно. Алокум. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата со некоја нова магија, нова рецепта од заборавена. Ќе ја претвориме во актуелен хит во денешно време. Знаете како велат, дека правдата е како маслото во водата. Како год да ја мешаш, таа ќе си пливне од озгора. Се гледаме во следната емисија, ве поздравувам. Довидување.